Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам убава можност да разговарам со поетесата и, би рекол, писателката, бидејќи и прозаист, Слаѓана Ставрева. Имам подготвено повеќе прашања, но терминот е толков, 45 минути. Ќе се обидеме и двајцата да бидеме по-концизни и да одговориме на што повеќе прашања. Првото прашање е неминовно поврзано со секој автор, па и со вас, колешке Слаѓана, со родното место Скопје, бидејќи и родното место ги определува творците, уметниците на одреден начин, бидејќи не е сеедно каде ќе се родите. Што значи за вас Скопје? Ајде малку да се вратиме во вашето детство, во вашата младост. Да почнеме од родното место, од родниот град Скопје. Па вака, најпрво, добар ден. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Чест ми е што сум гостин. После 2 години успеавме да се најдеме. Конечно. Се договаравме и еве. Да, драго ми е навистина што сум ваш гостин и што учествувам. А за Скопје, моето Скопје не е она Скопје во кое јас бев родена, во кое растев, во кое ги поминав деновите на младоста. Некако денес не го препознавам и многу ми е жал што не е тоа да не го препознавам да е сега поизградено, почисто, поурбанизирано, туку отиде во друг правец, во еден правец. Моето Скопје денеска не личи на град дури на моменти, особено во последниот период, па понекогаш не само што се срамам кога ќе ми дојдат мои гости или кога ќе видам странци по улиците, јас не го сакам вакво. Да. Некако дури избегнувам, јас сум родена во центар, живеам цел живот во центар. Ако ми верувате, се помалку гледам да одам кон плоштад, кон центарот, затоа што е многу запуштен градот, не препознавам луѓе кои што сега мигрираат и се движат на тој плоштад. Порано немаше потреба да договориш со некого ако сакаш да излезеш на кафе, отиди до плоштад, ќе се сретнеш со некој твој комшија, пријател, колега, како и да е. Сега многу ретко среќавам такви луѓе. Некако се поделивме. Младите воглавно заминуваат од државата, не само од Скопје. Постарите не ги гледам така често како од некогаш. Така да вака со една тага го гледам градот кој што не е како што беше. Една голема носталгија и резигнација. Резигнација пред се. Јас се согласувам и убаво што ги кажавте овие реченици, дека Скопје не треба да биде вакво како што е. Не можеме ние на секој чекор да гледаме толку многу ѓубре и градот да го претвораме во депонија. Тоа е едната работа. Второ, не може во градот, во главниот град, да има толку многу дупки, толку многу девастиране градот. Улици кои што не се урбанизирани. И уште една работа што исто така веќе не може да се толерира. Завладеа еден хаос, едно непочитување на некултура, едно однесување не само во автобусите. На секаде. И на вистина, јас верувам, не само затоа што наскоро ќе бидат локалните избори, туку на вистина дека градот повторно ќе си го врати својот сјај и дека во Скопје конечно ќе почнеме да живееме како што порано сме живееле, еден нормален, цивилизиран, па би рекол дури интелектуален живот. Апсолутно. Бидејќи ние одевме во центарот на градот, тука каде што е сега споменикот на Александар Македонски, за да купиме весник, списание, тука би имаше корзо, значи едноставно, она што вие го рековте пред малку, се среќава граѓаните, разменува мислења и идеи, дишеше градот, дишеше како вистински град,
А ние имавме убави примери во околината. Секој Скопје го споредувавме со Белград, со Загреб, со Љубљана, а сега со кого треба да го споредиме? Навистина, во право сте сосема, но независно од сето ова што го кажавме, јас сепак верувам дека Скопје ќе биде она што треба да биде, а во врска со вашето потекло, вашето семејство, вашата лоза, за гледачите само да кажам дека вие потекнувате од граѓанско интелектуално семејство, во корените на вашето потекло се и Словенија, и Србија, и Македонија. Ајде ова малку да им го појасниме. Ова тројство. Од Триглав до Вардар. Од Триглав до Вардар, да. Па добро, мојата мајка е по татко од Словенка, по мајка е Србинка, баба ми е Пожарелјанка, дедо ми е роден во... Сега е тоа предградие на Љубљана, порано било издвоено како градче Мало Камник. Неговото семејство мигрирало пред Првата светска војна, се преселиле живееле во Целовец, кој што е денес Клајденфург. Тамо го завршил основното образование на словенечки, потоа на австријски и на крај завршил факултет машински во Австрија. Се запослил во железница и во тоа време, како што се префрлувава војните лица на различни територии низ Југославија, така и он се преместил во Србија. Во Србија запознава мојата баба, се зима, го преместуваат во Скопје, тука пред Втората светска војна прават куќа. Он бил машински инженер, меѓутоа се посветил на железниците. Успеа да ми ја пренесе таа љубов кон возовите. Јас возовите исклучително многу ги сакам и кога имам опција да бирам превоз, ако имам можност да патувам со воз, тогаш го избирам возот онака како приоритет. Имавме сите ние кои што потекнуваме од тие бивши југословенски простори, ја имавме таа можност да живееме во една голема држава, на која бевме исклучително горди, и да патуваме со воз низ цела наша држава. Сега да преминам и на другава страна, на страна на татко ми, потекнувам од македонско семејство, мојата баба и дедо се од Гостивар, потеклото има од тамо. И едната и другата баба беа многу висперни жени. И мислам дека беа некако подоминантни во однос на дедовците. Дедото словенец, Конрад Лорбер, еве ќе го кажам неговото име, беше еден мек, еден топол човек, ерудит, кој што совршено владееше 4 јазика, пишуваше, зборуваше и он мене ме описмени. Значи, јас научив да пишувам и да читам на 4 години. Имава куќа, се уште постои таа куќа, кај Завод за физикална рехабилитација и јас обично највеќе сакав тамо да одам, пошто другиве баба и дедо... Капиштец. Другиве баба и дедо живеева во Гостивар и они ги гледав кога ќе одам тамо или кога ќе дојдам. А овдека ми беа постојано тука, јас учев во српско училиште, со писменив на српски јазик и они ме носева во Браќа Рибар учев. Да. Така да беше тоа близко, живеев на границата на Ново Мало и Маџар Мало и центар. И тоа беше некако на средина, па така да ме носева. Ја паметам, он беше многу истраен, беше тивок мирен, никогаш не викна по никого, ама знаеше како што викаше баба ми тивка вода брег рони. На мирен начин да ја постигне... Да биде пак по него. Од него ми е наследена љубовта кон животните, кон природата, кон пишаниот збор. Може би одмереноста во однесувањето, баба ми не беше гласна, не беше, али беше многу по-голем, она викаше, јас сам нервче во однос на него. Нервчик. Он сакаше да пее, свираше на една мала хармоника и баба ми пееше, ама беше различна. Многу уметност имаше околу мене. Значи, мојата тетка заврши ликовна академија во Белград. Тоа беше една страна. Вамо имав литература, имав музика, имав... Мајка ми исто постојано читаше, имавме огромна библиотека дома, ги ја наследив од нив.
Татко ми беше економиста по вокација, меѓутоа и он читаше доста, така да расте во светот на книгите. И едно сеќавање сега ми излезе за мојот 7-ми роден ден, пред Нова година, уствари, не за роден ден, пред Нова година, поминувавме низ центарот на градот со дедо ми и јас мислам дека беше во просветно дело или култура, не ме држите за збор, видов 2 полици дрвени на кои имаше наредено книги и беше збирка книга Ластавица 100 книга. Да. И ја вака ја гледам и се влюби во книгите, беше 100 книги. Убава едиција, да. Да, за деца. Он го запомнал тоа и пред Нова година моите стално правева елка, ќе не легнат, па ќе ни наредат подароци, па Дедо Мраз дошол, ни оставил. И ми рече, што сакаш си на Дедо Мраз да ти донесе за Нова година? Ја викам, Ластавица книги. 100. И мој, ама 100 книги ти си многу мала за тоа. Не, сакам 100. 100. И се сеќавам уочи Нова година, вечерта, нас не легнава и сега не буда, брзо станувајте, Дедо Мраз дошол, поделка. Ја кога ги видов книгите, тоа нема да го заборавам. Да. Која радост беше тоа? Имавме еден голем салон, ние живеевме во една стара секцесионизам во тој стил е куќата, која што на времето имава салони, нели, кај што не престојува семејството, поише беше за гости, средниот дел, голема просторија, и беа наредени, ги наредив сите тие 100 книги, и онака сум се радувала на нив. И сакам да кажам дека многу сакам да читам од дете. И моите ми бранева, нормално треба да спиеш, не можеш да читаш ноќе. Ја ќе земев книга, малку скришу, и ќе земев батерија уста, ќе се покриев у детска соба со кревет, со јорган со нешто, не знам, и под јорган. И читам. И они ќе дојдат, и пошто сум покриена преку глава, знаа дека читам, ќе го кренат јорганот, ќе ми ја земат батеријата, мораш да спиеш, утре си во школа. И ќе излезат. А јас сакам да дознам што ќе се случи понатаму и ќе ја земев книгата, ќе застанев до прозор и читав на светлото од бандера, од надвор. И можев и ноќе. До сабајле да останам читајки. Се, за разлика од тоа семејството на татко ми, поредко ги гледав, дедо ми беше многу тивок, многу мирен човек, беше терзија. И правеше чуда со срма. Баба ми, ја паметам, значи, они дојдоа да живеат кај нас, јас имав 6 години, почина сите тројца на 9 мои години. Ја паметам како мудра жена, која кажуваше многу животни правила, многу животни постулати, ама некако надмена во однос на дедо ми. Така. Дури после дознав, он се повлекуваше, тој се повлекуваше пред нејзе, после дознав од како они починаа, јас стана возрастна, дека кога се омажила за него била многу побогата. Дошла од семејство кај што имало момоци, девојки помагале, он бил посиромашен, донела голем чест и веројатно тоа било да она стои така стамено пред него во однос на него. Убаво што ја спомнавте таа библиотека, таа едиција Ластовица, јас ја помнам како дете, меѓутоа помнам уште една друга едиција, една друга библиотека, се викаше Жар птица. Жар птица, да. Тоа беа прекрасни книгички, просто како дете тие беа со броеви. Например, ги имаш број 65, па чекаш 66, тврд повес. И таа едиција, таа библиотека Жар птица, просто ги голтав тие книгички. И убаво што еве сега и мене ме вративте во детството, во младоста. Но тоа прашање што сакав да го поставам, фактички вие го одговоривте. Сакав да ве прашам од каде таа љубов кон книгата, кон читањето, кон пишувањето, ама вие ми кажавте, значи сте биле од такво семејство каде што постоел одреден култ кон книгата. Апсолутно. И како викаат, крушата паѓа под крушите. Така и детето не може да биде меѓу книгите, а да не отвори ни една книга, да не прочита, а уште повеќе па да ги чита под јорган, со батеристката лампа во уста, или да чита на светлото од бандерата или од месечината. Но сакав да
ве прашам уште нешто. Кажавте и самите дека сте се образувале, сте се школувале и на српски, и на македонски јазик. Вие цел работен век и живот го поминувате во Скопје, значи од раѓањето до ден денес сте тука. Вие завршувате економски факултет. И во вашата биографија на едно место велите, една реченица кажувате, дека по вокација сте економист, но бројките многу дека не ги сакате. Значи, многу не ги љубите сметководството, книговодството, бројките и некако наспроти бројките цело време, бидејќи не сакате да бидете само сметководител, во слободното време се посветувате на пишуваниот збор. Пишувате, бидејќи сте дводомен автор, пишувате и на двата јазика, и на македонски и на српски јазик. Но моето прашање е, толку ли е тешко и напорно да се работи со бројките? Таа работа е статична, таа работа е прецизна, здодевна, многумина не ја сакаат и се жалат и велат тешко е да се работи со бројки, тешко е да се биде книговодител. И затоа ли вие избегавте малку повеќе кон пишуваниот збор? Па не, да бидам искрена, ја не памтам бројки. Имам проблем со памтење на броеви. Да? Еве сега ви кажам еден пример. Моја братучетка ми беше матичен доктор. И во еден момент она пишуваше некој рецепт. И ми вика, година на раѓање и место на живење исто. И ја гледам бледо, не реагирам. Да. Значи, јас на оваа адреса живеам веќе скоро 50 години, ништо не ја сваќам, викам не те разбирам. Па вика, кога си родена и кај што живееш, исти бројки. Како исти бројки? Вика, родена си на 23.10, а живееш зграда број 23, стан број 10. Ева казасана, значи 50 години не го копира в тој момент. Таа поврзаност не ја гледав воопшто. Кога одам во продавница, мојот сопруг памти броеви, он е градежен инженер и него му е математиката на прво место. Така. И он ќе каже, највише ме нервира кога ќе ме праша колку кошта ова. Поима не. Па сега го купи, ми вика, како не знаеш? Па не знам, 300 и нешто. Да. Па вика 301 и 399 не е исто. Не знам, мене ми е 300. Ама е 300. Така. Така да јас сум од оние купувачи кои што можеш да ги предеш на таа финта 399 денари. Да. И 399 не е 400. да, да. Книговодството е креативна работа. Добро. Го почитувам, меѓутоа за оние кои што го сакаат. Да. Јас имав колешка која што можеше да ја прашаш по 3 месеци за некоја фактура и она ќе ти каже број на фактура, фирма ќе ти каже сума. Ја вака стоев. А јас, додека работев, значи гледам, бидејќи сум вака и сакам да сум перфекциониста, ќе направам секако што треба. Штом ќе го предадам, ја го заборавам. И мене кој ќе ме прашава, таа фактура пуштам, ја ги гледам бледо. Не знам зашто ми зборите, морам да идам да видам. И нив не им беше јасно, мислам, дали се правам луда или сум луда. Меѓутоа, тоа не беше мојот свет на обстојување. Мојот свет беше литературата, мојот свет беше поезијата, мојот свет е фантазијата, имагинацијата. Завршив една школа за психотерапија, одев сериозно 4 години студира во Белград. Да, тоа прочитав дека во Белград. Да, не беше не беше онлайн. Мораше со присуство физичко, еднаш месечно имавме 3-дневни семинари, 3-дневни обуки, наредниот месец 5. За психотерапевти, така? Така. Запознав многу луѓе, тогаш многу техники и многу алтернативни медицини немаше во Скопје, па ги учев таму и така ги пренесував. Во таа школа се запознав со една прекрасна жена која што работи сосема друга психотехника, не е битно, и она ме викаше: ти си имагинарец. Значи ги делеше луѓето на 4 категории. Да. Луѓето кои нештата ги памтат со звук, со вид, со интуиција и со бројка. Така. Ја бев таа која што и ден денеска ги памтам нештата пред се со вид. Добро. Второ е чувство, значи дали е тоа мирис, дали е тактално.
бројките беа последни. Добро, се кажува ова. Да. Така да ние можеме да си разговараме и по 10 години, јас ке ти кажам, Христо, ти беше кога бевме на снимање во сиво сако, носеше кошула. Значи тоа ќе го памтам. Тоа ќе го памтам. Датата и која година немој да ме прашуваш. Так. Сега, поврзано со вашата работа, освен тоа што пишувате проза и поезија, како што кажав и на самиот почеток од оваа емисија, вие активно, посветено, пасионирано се занимавате и со техничка обработка и прелом на прозни и поетски текстови и со нивна корекција и подготовка за печат. Ова бара и знаење и дарба, бидејќи поврзано и со уметноста. Инаку активно се занимавате и со превод, преведувате од српски на македонски јазик и обратно. Сакам да прашам, наоѓате ли големо задоволство и голема љубов во подготвувањето на книгите, бидејќи дизајнот и техничката подготовка на книгите, кажав пред малку, е сериозна, дури би рекол уметничка работа. Се радувате ли кога ќе го видите крајниот, конечниот резултат? Да. Да? Да. И што велите? Ова јас го направив. Да, јас сакам предизвици, љубопитна сум и понекогаш си поставувам цели кои што не се во домен на мојата едукација, мојата пракса. И многу сум прецизна кога ќе навлезам во нешто, значи одам во детали, така да и ова го изучував и сега без проблем го работам, мада иако многу издавачи се чудат и ми викаат, ама ти пешки го правиш бе тоа, има програм, ке притиснеш дугме, ке ти направи прелом, ке ти ја среди корицата, ти пешки. Да, ја сакам да го визуализирам, да го осетам и да се внесам во тоа. Инаку, моите книги ја сама ги имам средувано. Еве, ќе се се што е направено од мене. Бев една од основачите на Сдруженијето на манускрипт. Со една моја драга пријателка го оформивме, она е почината, Оливера Дуневска. И тоа беше непрофитабилна организација, каде што членувава, да речам, неафирмирани автори. Имавме негде околу 126 члена. Работевме секој за секој. Значи, тие што знаева, им помагава на другите. А тоа здружение произлезе од мојата макутрпна работа за да го ставам во корица романот Калдерна. Јас мислев, тоа е моје прво дело, значи сите почнуваат со нешто малку, ја почнав со многу. Да, ќе дојдеме и до романот Калдерна. И таа пракса ми е од тамо, значи сакајќи да им помогнам на луѓето, почнав и јас да им помагам околу средување на текстовите. Го работев пробоно со љубов и маж ми викаше, пошто ќе завршам со работа и од 10 се влегува во работна соба и тоа е соба на син ми кој што не живее веќе тука. И работев до 2, до 3, до 4, како кога, утре сум да работам. И он ми вика, што имаш ти од ова? Ја викам, имам љубов. Кога ќе му ја дадев книгата на авторот и кога ќе му ја видев среќата, немаше поголема награда. Тоа беа луѓе кои што можеби не издадоа повеќе книги, меѓутоа сакава да остават некој траг дека постоеле и ги издавава книгите на по една книга, по две за своите потомци. Имаше и кои што продолжива, нели, нормално, ама беше таа, им организиравме промоции, бевме и модератори, промотори и све. И кога ќе ми ја видеше таа радост на тие луѓе, беше, не постоева пари кои што ќе ја платева таа радост, таа љубов која што ние ја делевме со авторите. Сега за гледачите сакам да дадам уште една информација, да кажам дека уште од вашата најрана младост учествувате на голем број надпревари ширум државите од односно поранешна Југославија. Имате освоено многу награди и признанија. Ваши песни
се наоѓаат во голем број заеднички збирки и алманаси, издадени по повод одредени надпревари во овие држави на поранешна Југославија, каде што во тие збирки се разбира, тие зборници сте објавени заедно со повеќе автори. Добитник сте на голем број награди и признани од областта на литературата и можам скратено да кажам дека во последниве 10 години навистина сте мощно активни и освојувате високи признанија награди, но најголемата радост како автор, секој па и вие, ја почувствувавте со вашата прва самостојна објавена книга, а тоа е романот Каудрма. Ние малку ќе се задржиме повеќе на овој роман. Каудрмата има многу коцки. Таа е Еве под насловот пишува. Таа е како еден мозаик. Во тој мозаик, вие овдека во тој поднаслов пишува животот, гулапче, ти е исто, како и редењето Каудрма. И навистина е така, секој ден во тој мозаик ставаме по еден нов знак, сеедно дали е тоа стапалка, дали се повеќе чекори, дали ќе ни падне некој предмет па ќе звекне од таа Каудрма или ќе изгубиме нешто на таа Каудрма, но навистина животот е некогаш поплочен со светли коцки, а многу почесто е поплочен со темни, камени, тврди, морничави коцки. Зошто вашиот влез самостоен во литературата беше со роман, и тоа обемен роман, од речи си 500 страници, еве прецизно, 472. Ова е сублимирано бидејќи свесно... И тоа со ситни букви. Да, романот е де факто, ако го ставиме во нормален фонд 12, 625 страни. Так. Меѓутоа, бидејќи е, мислам, опфаќа период 906-941, има многу архаизми, има диалекти, и јас сакав да биде со на груба хартија, за да се одецува со действието од романот. И тогаш издавачот, не издавачот, бидејќи сум самостоен издавач, луѓето кои што требаше да ја печатат, ми рекоа, знаеш кулкава ќе биде? Викам, печатарите. Да. Како кутија за кондори, ми вика. Јас застанав вака ги гледам, вика, не е проблемот во тоа што ќе биде тулкава. Јас лично купувам големи книги, сакам да читам големи книги. Нема, вика, публиката ќе бега од низ. Ќе одбие. Да. И тогаш отидовме на најтенка хартија, ставивме фонт 11, дури помало од 11, ги стеснивме буквите на 90%, за да можам повеќе знаци да имам на што повеќе страната. текст да влезе во... Ги расширив маргините до максимум и горе и доле и има 425 страни. Сега, само ради публиката, меѓутоа, многу луѓе што ја читава, она се распродаде многу брзо, тиражот е 500, сакам да ја риздадам и веќе долг период викам ќе ја риздадам, тука се многу пари, бидејќи јас немам издавач кој што стои позади мене. Многу луѓе ми викаа дека кога почнувале да читаат, толку им било интересно што не оставале, ама вика беше толку ситно, морав лупа да земам. Да. И па за тие луѓе сега сакам да ја ставам у нормален фонд, да ја ослободам од овие стеги во кои што е скоцкана, за да ја читаат на рад. Пред гледачите ми дадовте шлагворд, ќе кажам само еден детал, поврзан токму со ова што говорите. Ние одредени лектири, кои што се од помал број страници, да речем помалку од 100, одлучивме да ги, како издавачи, издавачката куќа Феникс,
да ги објавиме на волуменозна хартија. И веднаш да ви кажам, многу сгрешивме. Бидејќи имавме едно издание на неволуменозна и второ издание на волуменозна. И кога ќе дојдеа учениците, и тие ги гледа двете книги, едната потенка, другата подебела. Вика, дајте ми ја потенката. Да. Тие воопшто не гледа дека истиот текст и се обрена страници. Значи, ги привлекуваше дебелината, дека мислеа дека помалку ќе треба да читаат. Така. Но, оваа книга, овој роман Калдрма, за кој што имате и на задната корица препораки од почитуваната професорка доктор Виолета Димова и од други значајни автори, најде на убав прием, бидејќи обработува едно милје, во случајов станува збор главно за Тетово, иако вие рековте дека имате потекло гостиварско. Забележливо е вашето настојување да го живеете тетовскиот, гостиварскиот говор, но и другите диалекти во Македонија, бидејќи диалектите се навистина големо богатство. Многу тешко, многу макотрпно се пишуваат вакви книги, кога авторот инсистира да се доближи до автентичноста. Едноставно, како се зборувало во 18-тиот или 19-тиот век, па тој говор да ги содржи сите тие архаизми, тие сите стари зборови. Второ, кои биле тие традиции, кои биле тие обичаи. Колку време го пишувавте овој роман? Затоа што тешко се создава вакво, би рекол, капитално дело. Па да, мислам што и да направам после ова, ќе биде минорно во однос на Калдрма. Калдрма ми е капитално дело. На крајот на книгата ќе видите имам и речник. Да, има на речник. архаични зборови. Помалку познати зборови, да, познати сакав зборови. сите да може да ги разберат. Калдрма се пишуваше 3 години со еден голем, мислам, интензивно работев на нејзе. Морам да ви кажам дека ја работев, ја во тие 3 години живеев во 2 паралелни света, во 2 паралелни времиња. Имав многу истражувања одев на терен, кај повозрасни луѓе, па ги прашував за времето во кое што они живееле, за времето во кое... Ги анкетиравте, запишувавте, ги снимавте. Снимав, Да. белешки фаќав, пота барав многу литература. Калдрма почна многу чудно. Имам пријателка која што е во Белград, автор е, писател, го ја почитувам. Она ми прати во една наша комуникација, тогаш постоеше само месенџер, не постоева овие другиве социјални мрежи, ми испрати еден линк за некој текст кој што она го напишала на B96, на платформата на B96. И ја викам, окей, отворам, опа, не можам да го прочитам. И викам, Марџи, ја не можам да го прочитам. И она ми вика, да, заборавив, за да можеш да го прочиташ, мораш, вика, да се пријавиш на платформата на B96, да бидеш член, па ќе можеш да влезеш. Бидејќи таа платформа имаше многу автори кои што овакво пишуваа за нејзе, али меѓутоа имаше 2 нивоа. Оние кои што можева сите да ги читаат, као пониско ниво, ги викава подпалублје и палублје. На палублје беа сите автори, а оние кои беа кои што имава друга тежина, обратно, подпалублје беше, да, долу, а овие беа на палуба. И тука има Хабјановиќ, да не ги редам се писателите. И ми вика, мораш да се учлениш. Добро, се членив и вика, стави било што, неку песмицу, некоја твоја песничка или некоја слика, колку да влезеш во тој свет, за да можеш да читаш. Добро. Јас пратив и влегов во тој свет на нивниот свет на B96, почнав да ги следам, на авторите, да ги читам, и се случи, се приближуваше пролет, и јас напишав еден текст, сретнави ксантика македонци. Јас го напишав текстот на српски. Интенцијата ми беше да објаснам кој е тој празник, а претходно напишав еден текст за мартинките, како наша традиција.
И тогаш многу се јавива различни коментари. Едните викаат дека мартинките се традиција на бугарите, да. другите на Романија. Во Македонија не постоеле. Јас влегов во клинч со нив. Од деца ги. Да, тврдејќи дека сме ги купувале, не ги правеле дома. Не ги дома. правеа, ги носевме. У стоковна се продаваа во трафик и сегда. Да. И викам, ајде ќе напишам еден текст за тоа, за да покажам дека го имаме како традиција. Помина добро. Второ беше Ксантика. И тука беше многу интересно, Маргита ми се јави и ми рече, знаеш дека за твојот текст, вика, гледа вечерва емисијата, ми даде линк, се зборува за црквите, македонската и српската. Еден, вика, поп застана на страна на македонската црква, а наша, вика, србин, кој што тврдеше дека македонската црква е постара од српската. И вика, тебе да цитира со Ксантика, што збориш, вика, и почнав, така да ја почнав да пишувам тамо. Потоа се појави, тука се појави македонската платформа, блогосферата, и јас почнав да ги преведувам тие текстови тука и да пишувам други. А еден ден напишав еден текст, значи нема место, нема време, нема ништо. Архаични зборови се употребуваат, девојки кои што живеат во две соседни куќи со еден убав млад, покасно испадна дека е тетовчанец, прават чест во дворот, везат и низ капиџик го дзиркаат Никола, кој што секој ден доаѓа во 9 на чешма за да се измие. Они се во некои 5-16 години, кога веќе почнуваат да знаат што е љубов. Ја го ставив таа приказка на блогосфера и почнава да се, али меѓутоа употребував зборови дечиња, значи малку од она што го научив од баба ми и дедо ми, значи го ставив на запад. Тетовски говор. Се јавива тетовчани, ме препознава како тетовчанка и ми викава браво дече тетовче. А ти велиш, јас сум гостиварче? Да, и после ми вика, и сега што се случи? Они го видоа Никола, ама после што се случи? Така. Ајде уште еден текст, и почна да расте. И така се создаде романот. Калдерман. Вака, бидејќи полека се приближуваме кон крајот, би сакал да ги представам и другите ваши книги. Вашата следна книга по Калдерма е Историја на една љубов. Станува збор за ваша поетска книга, објавена во 2020 година. Потоа доаѓа ова е повеќе поема. Севда голема, поема. Објавена е 2 години подоцна, во 2022 година. Па следува вашата книга Мириса на љубов, исто така поезија, објавена во 2024 година. Многу интересно, на по 2 години објавувате книга. И најновата ваша книга. И таа е во 2024. Да, ама најнова ви е. Два света, објавена и на македонски и на српски јазик, значи двојазично, во превод. И сега, она што е битно, бидејќи се приближуваме кон крајот, реков, работите активно, пишувате, веќе имате подготвено неколку дела, кои што наскоро една по една, нели, ќе влегуваат во печат. Тоа се збирката поезија И дзуниците имаат корени, кое што беше во најтесниот круг, Еден пред најтесниот. Еден круг пред најтесниот. Еден круг пред најтесниот, значи во потесниот. Круг на конкурсот Анте во перо. Така. Тоа е конкурсот за посветен Анте Поповски. Потоа имате подготвено книги за деца, значи поезија за деца, 2 збирки, Дечиња со звездени очиња. Прва и втора, значи 2 книги. Но тоа не е се. Имате и роман, на кој што се уште и сега активно работите, со наслов. Нашата емисија затоа и постои, да ги информира, да ги следи авторите, но и да ги информира гледачите што работат во овој миг творците. Насловот на вашиот роман, кој што сега се создава, е
Ти таква ја создаде. Така. Необичен наслов. И имате уште еден автобиографски роман, кој што го пишувате на српски јазик. Претходниот роман Ти таква ја создаде е на македонски јазик. Со наслов Сви мои возови воде за Београд. Ајде малку, бидејќи сме на крајот од емисијата, кажете ми најпрви мене, ама и на гледачите кажете ни, за овие ваши објавени 5 книги, а потоа и за овие книги кои што го чекаат, како што се вели вообичаено, Да влезат во корици. на денот, да влезат во корици. Вака, мислам, ајде да бидам кратка, зашто на 2 години? Апсолутно сум горда на себе. Калдерма ја издадов како самостоен издавач, конкурира во Министерството за култура и јас поминав на тој конкурс. Морам тука една дигресија да направам, бидејќи немам издавач позади мене, јас мислев ке напишам роман, ќе идам сяка едно 5-6 издавачи, ќе паднат у несвест што сум напишала и ќе ми го издадат романот. Меѓутоа видов дека не идат нештото така. Да, тоа не се случи. Еден ваш колега, некам да кажам, издавачката куќа, на која им ја понудив Калдерма, откако помина на конкурсот во Министерство и се одобрива средства, рече јас ќе ја печатам, ја викам да ви ја пратам да прочитате, да кажете ваше мислење, ба не мора ми вика. Ја вака застанав, како не мора, вие ќе издадете, ќе ја печатите, вие сте бренд. Ама тој ќе ја печати, ама не мора да ја чита. Да, ама јас кога купувам книга, нели знам топер од прилика што издава Плато, што издава Феникс, Матица и ќе речеш да, они се добри, од нив ќе земам книга. Тој мој колега издавач ве пушти боси по калдрмата. Апсолутно. И као нема врска, јас ќе издадам само вика само да нека се прифрлат средствата. Викам чекајте, ако пишам нешто против државата, утре ќе тропнат на врата, ќе ве уапсат. А тој вика не, министерството е одобрило. Не, нема да ме уапсат, вас ќе ве уапсат, ми вика. И ја тогаш видов дека уствари тука веќе има многу малку љубов. И љубов кон пишаниот и професионалност. Професионалност, критика. Да. Нема сентимент. Нема сентимент. Така. Кога конкурирав со Калдерма, бидејќи немав издавач, никој не ме знаеше, бев ноунейм, клюкав до тогаш на Фејсбук, јас отворив на Фејсбук профил и почнав, блогосферата се затвори во Македонија, значи немав платформа кај што јас ќе се промовирам и почнав на Фејсбук да ставам извадоци од Калдерма, луѓето читава, тоа ми е мене книжарница, тоа ми е излог, така станав позната. Да, социјалните мрежи ги користевте максимално. И така можев да добијам луѓе кои што на промоција дојдоа 100 луѓе затоа што сакава уште. И сега за овие нови... Но овие, само уште кратко, значи ова исто помината на Министерство за култура, ова ја конкурира во Министерство за култура, повторно помина после 2 години, не ќе секоја година да не биде тумач, и овие поминава после 2 години. Браво. Многу, усвари еднава, многу сум горда бидејќи немам познат никој во Министерство, немам по издавачки куќи, сегде настапувам како самостоен издавач и успеав. Новите книги на кои што сега работам, значи Ти таква ја создаде исто еден надпис. Имаше конкурс за денот на жените кои што претрпуваат разни видови на насилство. Напишав еден текст кој што беше добро оценет, доби, мислам, награда и тоа ми беше базисот врз кој почнав да ја градам приказната. Овде и сега, мислејќи дека ќе биде социјален роман, ама јас не сум архитекта, писател, туку сум баш, како се вика, градинар писател. Ги фрлам семињата, ги садам садниците и не знам која каде ќе ме однесе. И сега чекаме уште сите возови што водат за Белград да се изгради нова пруга. Пруга има која не е во функција, меѓутоа застанав на еден многу суптилен дел од мојот живот. Јас рано изгубив својата мајка на моите 14 години. Сега сум тука застаната, зашто некако не можам да ја голтнам таа кнедла, за да го... Имате таа, сопката, препрека. Малку е преемотивен тој дел, така да некако избегав во македонскиот роман и во двете збирки поезија за деца.
Ви благодарам за вечерашната средба и за вечерашниот разговор. Ми беше чест.